Да, продолжуваме со студио 10. Пристигна нашите гости, како што најав на почеток на емисијата, ќе зборуваме за проблемите кои што ги засегаат сточарските стопанства, меѓутоа и земјоделските стопанства, по најавата на Министерството за земјоделие дека ќе ги на некој начин засили критериумите, односно ќе има построги мерки за добивање на субвенции, меѓутоа нема да биде само оваа тема актуелна со нашите гости. Ќе зборуваме во каква состојба е сточарското стопанство во Македонија. Да ги најавам моите гости, односно првата гостинка Милена Величковик од Куманово, одгледувач на овци. Благодарам пред се што прифативте и дојдовте тука да разговараме за оваа тема која што е актуелна после изјавата на министерот, меѓутоа преку цела сезона е актуелна со оглед на тоа дека сме сведоци се повеќе и повеќе се намалува грлата на овци во Македонија. Така е, добро утро на сите, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на 24 Вести. Така, благодарност до вас. Тука го поканивме господинот Насер Джемили, кој што доаѓа од Тетови, е председател на Сдруженијето на одгледувачи на овци, меѓутоа истиот и се занимава, односно има свој овчарско стопанство, Биофарма 1 мај на Шарпланинскиот масив. Благодарност и до вас што дојдовте. Фала за поканата, поздрав за сите гледачи. Така, благодарност уште еднаш. А сега тука, како што најавив на почеток, предлагам да го слушнеме разговорот со господинот Даме Димитриевски од Националната земјоделска мрежа, кој што го снимавме преку Вибер, кој што ги кажува проблемите кои што нели ќе ги имаат особено ситните земјоделци и сточари, доколку како што кажа министерот, се спроведе оваа мерка со построги критериуми за добивање на субвенции. Па потоа продолжуваме со вас со разговорот. Ние од Национална земјоделска мрежа ова новите измени не ги гледаме во интерес на земјоделците, како прво посебно на ситниот земјоделец. Според нас, значи ситниот земјоделец е главен мотор на земјоделието на Македонија, на било која држава, и не само што е главен мотор на државата, туку е главен мотор на економијата. Значи, според новиот закон, гледаме дека производителите што се од 0,2 до 0,5 нема да може да ги остварат својата финансиска помош од државата. И тука гледаме на голем дел, едноставно кажано, земјоделците нема да може да оствара свое право, иако се честни, поштени и баш вистински земјоделци. Да харикирам само, да речеме, со некој производител со јаболка. Да речеме, имаме ние еден добар дел кај нас, например, во Национална земјоделска мрежа, што има 0,4 декари јаболка. Значи, тој некаде произведува 24 тона јаболка. Дали тој не е вистински земјоделец што заслужува да земи за финансиска помош за примерно производство? И то не разговараме ние за некои големи суми, туку разговараме за некои суми, така, символични. Досега државата што му ги даваше, да речеме, некаде околу 12-13 илјади денари. Зборуваме за харикираме. Значи, имаме една ситуација каде што честни и поштени земјоделци своето лепче го ваделе на честен и поштен начин, плаќале даноци, па имале инпути, секогаш за своите, да речеме, за суровината плаќале 18% даноци, а сега едноставно државата нив ги исклучува. Значи, немаме кратање тука веќе класично на субвенциите, туку имаме целосно кинување благодарение на некои нови критериуми. Значи, ние од Национална земјоделска мрежа сме против тоа. Значи, ќе бараме повторно да биде од 0,2, за да може баш овие земјоделци да си ги остварат своите права. Значи, пак ќе нагласам до вашата поширока јавност, до целата држава, дека не се работи за некои големи суми. Али сепак не е фер. Не е фер, не само што не е фер, тука едноставно, баш точно, моторот на една економија, баш тука ќе го осета најсилно последиците на оваа мерка. Значи, пак ќе го нагласам. Затоа, за пластично ќе објаснам, за да може целата македонска јавност да не разбере. Значи, ќе земеме еден пример на јаболкопроизводител. Значи, има само 4 декари. Од тие 4 декари, да речеме, ако добро се сработа, може да изведе 24 тона. Дали земјоделец со 24 тона
јаболка, што живее од таа работа и што е екзистира мислам својата фамилија, не бара вработување никаде, плаќа редовно и честно даноци, значи дел од пестицидите, од материјалите на пример што му се потребни во примарното производство, ги плаќа редовно и честно, дали тој не е вистински земјоделец? На најголемата работа за целата Македонија е тоа што добар дел, можеби 70% од нашите земјоделци се баш точно во оваа категорија. И според нас од Национална земјоделска мрежа, тие се баш точно моторот на економијата. Тоа е уште една неправда спрема земјоделците. Се става едноставно земјоделецот во земји и остави, така да се изразам, ограничен е да своето производство да го даде во даден, да речеме, откупен центар, за да добие субвенции. Сега, дали тој откупен центар ќе ги во согласност со, да речеме, со пазарната економија, со понуда, со поборучка, со берза и така натаму. Значи, тие се многу недефинирани односи во законот, што моје мислење дека треба едноставно да си биде како по пазарна економија, фактички понуда и побарувачка, да нема многу мешање во државата во тој дел, за да може секој земјоделец да според своите производствени трошоци да си го наплати својот производ. И сега мора да нагласаме на работа. Значи Македонија како увозна држава, нормално како сите останати, нашите производи во соседството и во Европа се силно субвенционирани во матичните држави. Значи тие производи, бидејќи се силно субвенционирани во матичните држави, при самото доаѓање кај нас ќе бидат дури со поевтина цена од домашното производство. На тој начин се прави нелојална конкуренција, имаме повторно сиромашување на најзагрозените социјални групи во руралните средини, каде што државата треба најголем акцент да стави. Посебно во области каде што се занимава со земјоделие и каде што имаме голема миграција и селување во странство. Баш точно тие категории на наши сограѓани ќе бидат најмногу погодени од оваа ситуација. Така, тоа беше разговорот на господинот Дане Димитриевски. Сега на основа на тој што го кажа овие информации кои што ги слушнавме, кои што претходно беа познати во јавноста по изјавата на првиот човек на Министерството за земјоделие Цветан Трипуновски во однос на построги критериуми за добивање на субвенции, би ве прашал колку овој, да речеме, подзаконски акт ќе ги погоди особено ситните земјоделци. Може со господјата да почнеме. Вака, мислам дека имаме тука секогаш и позитивна страна и негативна страна. Оние што може би се, да речеме, блиску до тој критериум, сигурно ќе направат нешто да изголемат своите капацитети за да остварат право на субвенции. Меѓутоа, оние кои што се некаде на половина, може би и ќе бидат принудени да се откажат. Треба да работиме на начин на кој што ќе придонесеме за стимул и развој, меѓутоа да не биде вака наеднаш. Мора тоа да биде постепено, меѓутоа од друга страна мислам дека многу повеќе треба да се обрне внимание можеби на позасилени контроли од страна на државата, да не постојат манипулативни шпекулации од страна на сточарите, земјоделците, отколку ограничување на капацитетите, за да не ги изгубиме и оние малку што ги имаме, туку да направиме нешто да ги стимулираме и да бидат посериозни производители. Така. Господин Џемили, вие сте председател, како што најавив, на одгледувачи на Сојузот на одгледувачи на овци, најверојатно и кај вас има земјоделски стопанства, сточарски стопанства кои што се ситни, кои што токму овие мерки ќе ги погоди. Како гледате на се тоа? Вака, реално е тоа, малите сточари ќе се уништат за кратко, пошто не може да го постигнат тоа. Како прво, не сме спремни ние како држава да им нудим на нив некој кланичен капацитет што би било поблизу. Например, по селата низ Шар планина, како ќе ги носат 30 јагнина до Струмица. Затоа што нема откупни центри, а условот е да има 30% во откупни центри. Ова година малце ја улеснија ова
програмата за 26-та, ќе можат да продават или млеко или јаганца да заколат у кланица. Така да, а лани имавме многу изгубија сточарите реално, пошто над 800 не исполнија услов за субвенции. Така да, тука треба многу убаво да се црта програмата, но за жал нашите барања беа многу добри за сточарите. За жал ниедно барање од тие што сме ги нудиле на Министерството не е прифатено. Освен намалувањето на критериумот за продадено јагно во кланица. Токму тука можеби лежи проблемот, затоа што доста имаше реакции после оваа мерка која што ја кажа министерот. Најверојатно вие ќе се согласите, тие мерки не треба да бидат подготвувани во канцелариите, туку во соработки, во разговори, токму со сојузите и со представниците кои што ги застапуваат земјоделците и сточарите. Да, реално не можеме да речеме дека е лоша програмата, но меѓутоа има некои фаленки кои што може да се кристализираат. Имаше можност за ситни работи да се прави многу подобра. Ние имавме многу добри предлози. Да не речеме да не беше покачување на субвенции у главната мерка, но имавме проблем со за приплат што ги чувам, тие за после 2 години влегуваат за субвенции. Тука е како ќе ги зголемуваат стадите кога има многу трошоци за да го направиш 2 години да биде овца за да земаш нешто од неа. Тука нас многу ни кошти тоа и никој не чува јаганци за приплод. Тука беше попустот од страна на Министерството што не прифати ни една барање од нашите. Господја Величковиќ, колку, да речеме, надлежните институциите се консултираат со вас кога донесуваат вакви мерки за помош и за... Па не може да кажеме дека не се консултираат, меѓутоа како што кажа и Насер, тие консултации завршуваат само на консултации, толку состаноци и толку, меѓутоа не голем дел од нив значи не се применети во програмата. А нормално ние не сме ги дале како предлог за да нели остане така, туку како предлог кој што значи мотивација за нас и наш опстанок. Бидејќи доаѓаме нели до ситуација да се запрашаме дали више ќе можеме да опстанеме и успееме. Да. Сега да преминеме конкретно на вашата гранка, односно на сточарската гранка. Ако пред 2 или 3 децении имавме 2 милиони овци, колку што имаше жители, сега за жал таа бројка е 3 до 4 пати помала. Најверојатно вие ги имате информациите колку овци имаме во Македонија и дали може ми според оваа статистика и бројка да заклучиме дека буквално сточарството во земјата умира пред нашите очи и никој ништо не презема за сето тоа. Да, за жал, ние сме биле познати како држава што сме имале повише овци, да речеме. На времето над 2 милиони овци имале, а сега има околу 300.000, но и тоа не е сигурно. Сигурно е, ќе гледаме сега пописот за 26-та кога ќе се прави. Последната бројка пред 7-8 години беше 500.000. Сега значи нагло е. Не, и тоа беше фиктивна. Така? Да. Значи можеби и ова е фиктивна, 300.000. Не, ова можда не е фиктивна, пошто више влагал ред од контролите што ги правеше претходниот министер што фати многу злоупотреби. Проблемот е дека многу паѓа бројката, нема кој да чува више. Како прво, основен проблем што е субвенциите што не ги земат на време. Не се малце, но ако не ги пуштиш на време, тоа страдат сточарите, не може да функционира. Тука е проблемот за намалување на бројката. Колку ги чекате субвенциите кои што ви доцнат вака некој просек, тоа не е некој стандард доцнање да кажеме, меѓутоа постојано се сочувате со тој проблем? Има многу мерки што доцнат. Органското производство плати на овчари, основните мерки. Има што нема исплатени од некоја мерка од 2023, 2024, 2025.
Сега треба више да се спремни за 26-та, а не сме земали од 23-та. И ова е жално. Тоа е прашањето што го рече. Навистина, овчарството ни умира пред очи. И треба многу внимание да имат надлежните институции, да креирате некои подобри политики. Не знам зошто има многу закони кај нас во држава што се препишени од другите држави. Може да земат пример од Грција, од Србија да земат пример. Тие многу напред, многу пред нас се. Ако направиме споредба со другите земји, каква е статистиката тука? Дали тие можеби низ годините им останува истата бројка на грла овци или пак? Не, секоја година тие растат. Така. А ние идеме надоле, тука е проблемот. Затоа треба да ги гледате креирањето на политиките за ова гранка, треба да ги гледа дека нешто не оди. Господ Гевеличковиќ, зошто е тоа така? Кај нив растат, кај нас се намалуваат? Вие колку грловци имате во вашето Ние сега имаме стопанство? некаде околу 300 грла. Немаме, да речам, некоја историја во овчарството. Прва генерација сме... Зошто се одлучивте ако знаеме дека е ваква состојбата еве последниве 10-20 години? Па, луда идеја. Така? Да. Љубов спрема село, љубов спрема Од кое животните. село сте, се извинувам? Село Четирце, Кумановско. И можеби, како да кажам, сме гледале во селото, моите, например, баба ми и дедо ми имале некогаш на времето 20-30 Како и сите што имале, овци, нели, така, да. сите имале, немало куќа која што нема овци. Така да, еве и тоа е нели резултатот што гледаме порано. Имало голема бројка, сега нема, јас се сеќавам како многу мала. Идеме за викенд у село, значи да, буквално немаше куќа која што нема овци, а сега нема никој. Значи, може би миграциите од село во град недоволно, значи посветеност на земјоделието и така години со години дојдовме до оваа ситуација. Јас лично навистина многу ми е жал и ми е криво. Имам некоја, да речам, визија и мисија и огромна желба да се вратиме барем на половина од она што сме имале некогаш во бројката на овци, зашто реално што сме имале тогаш, значи имаме капацитети, имаме потенцијал, имаме ресурси и тоа е навистина придонести за целата држава и за целата економија. Јагнешкото месо е единственото месо за кое што имаме извоз, а немаме воопшто увоз, што самото по себе носи други, да речам, позитивни економски бенефити за економскиот раст и развој на една економија. Така да тука треба многу да се стави акцент за да почнеме полека да се враќаме на барем приближно на таа бројка. Да. Рековте, ентузијазмот и желбата ве наведе на тоа да се занимавате со оваа дејност. Најверојатно со тие проблеми со кои што се соочувате и другите сточарски стопанства се соочуваат, вие не се откажувате, меѓутоа има други кои што се откажуваат. Кои се најголемите проблеми ве што ве засегаат вас? Да, на работ се и тие кои што не се откажуваат на работ се да се откажат. Јас пред некој ден на состаноци само слушаш кој овчар вика не можам више, готово, ќе ги продадам. Решението ни е тоа. Значи се на работ голем број на овчарите да се откажат. Недоволен профит, која ќе го сведеме нето профитот и ако пресметаме колку, например, членови од семејството сме вложени во одгледување на тие овци, во обезбедување на храна за тие овци, и ако земеме некоја просечна плата да пресметаме за нашиот труд и за нашата работа, нето профитот е навистина жалосен. Да. Насред, што треба државата, институциите, надлежните да преземат за да се, ако не реши, ублажи овој проблем? Да речеме, дали поголеми субвенции, навремени субвенции, дали можеби еве да се укине одлуката за забрана за извоз на живо јагне, дали можеби тоа ќе ви помогне за да се зголеми сточниот фонд? Види, тоа забраната не игра многу улога од тоа, но го форцира пазарот. Например, ќе се покачи цената на јагнешкото. Тоа е многу убаво за нас, ако ќе ни дозволија тоа.
Види, сточарството, овчарството иде све надоле, секој ден. Ја пред 2 години сум имал 5000 овци. Но сега... Пред 2 години? Да, сега сум ги намалил на 2000. А каде се тие овци си ги секој продал? ден иде надоле. Тие овци сум ги продал заради тоа што не сум можел да ги покрием трошоци за закаснување на субвенции. Значи тоа можеме да кажеме дека е најголем проблем? Најголем проблем. Така. Да ми беа мене на време, например, пуштени субвенциите на време, пошто ние секогаш треба да се направи планот напред што понатаму. И Тие пари треба тогаш. И секој сточар го направи тоа. Не можеме да преживееме. И ние без субвенции 3 дана не може да ги чуваш овците. А тоа не е нешто што е во Македонија, туку така и во соседните земји, без субвенции, Нормално, така? да. Колку земате субвенции за грло овце? Сега, 26-та година е 3000 за грло. Да, но не можеш со тоа пак да обстанеш, пошто навистина е мало. Сите се покачија платите на овчари, храната се покачија. Сточарите немат земја што од држава што му е земено под закуп. Значи, тука има можност да се помогнат многу сточарите, што имаме проблем со закон за пасишта. Тоа не зависи се зависи од државата. Јас се чудам 15 години да не може да средат еден закон за пасиша. Тоа е срамно. Било која политика била област. Значи, тука има нешто проблем. Не интересира на никому за нас. Којто е проблем во однос на законот за пасишта? Не се дозволува да се користат државните пасишта, има некои критериуми построги? Уште не е регулиран тој закон. Од кога знам ја, уште се чека да се формира, да се прави тој закон. На никому не му е гајле. А тој е многу битен за сточарите. Каква регулација потребна е за гледачите на тој закон? Тој закон треба да се донесе што побрзо. Пошто више не можеме да функционира. Не може да функционира. И што би регулирал тој закон? Пред се. Сигурноста на пасишта. Тоа е. Има агроеколошки мерки, што нема таму. Тука е проблемот. Пошто на секој сточар им направат по 1 година 2 договор. Тој ни не може да другата година не може да биде на таа планина. Кај ќе ги носи? Тие живи стоки се мора да... Значи, покрај тоа што Македонија над 80% е планини со прекрасни пасишта, сакате да кажете дека сточарите не може да ги користат. Не може. Така? Да. Каква е состојбата во Кумановско? Иста како и сега. Така? Да. Да. Државен проблем е тоа, да. Проблем, да. Така, и како функционирате кога не ве доснат субвенциите? Дали првиот чекор е продавање на овци, како едноставно екзистираат? Првиот чекор е да земаш од другари, позаимици, да преживеш. Така. А понатамо се знае што е. Еднаш се покираме со продавање на сирење на ово и после нема. Пошто сточарството, ние живееме од субвенциите, да. Не можеме без субвенции, нема шанса да функционираме. Сега се наближуваат велигденските празници, период кога, ајде да кажеме, највеќе заработуваат сточарите со извоз на јагне и слично. Секогаш се сочувате секоја година со истиот проблем во однос на цената на јагнешкото месо. Може ли, госпоѓа Величковиќ, околу тоа малку да разговараме, затоа што тоа е рак рана на секој сточар, колку нели поголема цена, толку подобра заработка и обстојување на цела сезона. Да. Ние правиме нели се калкулации колку сме у заработка, на крај кога ќе видиме нели не сме у некоја добра заработка, па во однос на цената релативно е премногу ниска во овој момент што имаме најави за таа цена. Колку е? 250. 250 денари има нели шпекулации дека така започнал откупот. Немаме официјално, значи добиено колку ќе биде оваа година, меѓутоа тоа и очекуваме. Тука некаде околу 250 денари, реално тоа е ниска производствена цена за нас, што дефинитивно барем 300, 320, 330 може да се каже дека до некаде е добро, не целосно, ако зборуваме за долгорочно обстанување и
разгледување на тоа дали ќе опстанеме со подобар профит или не, ни 300 не е доволна, меѓутоа до некаде у овој момент, да. Од тоа не. Колкави се производствените трошоци споредбено со споредбено со оваа цена која што нели се нуди за кило јагнешко месо? Затоа и кажав, значи некаде ние не ги земаме сега конкретно за јагне колку би било, туку го земаш во глобала целото овчарство, колку те чини храната за нив, колку трудот, работата околу нив, така да кога ќе собереме се заедно, дури и субвенциите кои што збора дека треба да ни одат нели во инвестиции, нас реално тие се профитот. Ако ги одземеме нив, ние сме у загуба. А треба нели ние на тоа сме посветени, треба да живееме со тие пари. Не само да инвестираме во овците, туку треба и да обстанеме и ние трошиме од тие пари и ги покриваме основните наши лични трошоци. Така. За цената на јагнето, реално, ние имаме пред два состаноци имавме. Еден заедно со министерот и со кланичарите. После тоа имавме уште една само со кланичарите. Реално ниска цената и надворот земјава. Но тука треба да се најде решение од страна на министерството. Мора да им се плаќа на сточарите берам 1000 денара за заколено јагне у кланица. Тука нема многу луфта за да се покачи цената. Например, ако е 250-60, ако дава и 1000 денара министерството, на сточарите ќе му дојдат околу 300 денара. Така да може да се покрие некако. Ја би сакал да го искористам во ваша студио, да апелирам на министерството да им излага на сусрет на сточарите, пошто на секоја страна губат доста субвенции, 2-3 години немат земано. Како ќе преживе тоа? Како ќе се развие сточарството? Не ми е јасно мене. После не обвинуваат зошто излагате на протести. Мора да не дека сакаме, мора, имаме мака. Имат мака луѓе 24 часа со цела фамилија седиме у кал и да не можеме да разбираш, тука е проблема. Последно излеговте на протест пред влада, каде што доцнеа субвенциите и поради тоа најавивте голем масовен штрајк по примерот на Грција, нели како што штрajкуваат таму, меѓутоа за ден-два ви ги сплатија тие субвенции, но сепак за 3 часа. За 3 часа. Добро. Можеби тоа е лекот за така сега. Ние не бевме не сакавме да го направиме тоа, но меѓутоа, се извинувам, се работеше за исплаќање на субвенции на последните неколку месеца, меѓутоа не и за тие субвенции кои што ви ги должат пред година 2-3, така? Не, за 24-та се Добро. пробаше, да. Тогаш се правеше ребалансот, тогаш се правело ребаланс, се затвореше трезорот, извини. Ако ние не реагиравме тој ден, нема да добиевме тоа, да збориме реално, така беше. Ние не го обвинуваме министерството, пошто ги знаеме процедурите како идат, како. Затоа и држивме пред влада. Тоа беше поголем проблем. Да, на ниво на сите сектори во државата, така. Сега да не напаѓаме само министерството, пошто тоа е еден зинџир. Ако не му дозволуваат од влада да ги пренаменат парите за овој сектор, што ќе прави министерството? Така да овој е проблем од владата. Истиот проблем го имаме и се надевам дека пак ќе излагаме на протести. Нема да ги оставиме. Истиот проблем. Истиот проблем. За која година колку должат? Ви имате податоци органско за 2 години нема исплата. За цели 2 години? За цели 2 години има органско производство. И има плати на овчари, не се исплатени. Има и овие што ги изгубија правото. Мора да се обаштетат некако. Гереото за едно јагне што му фалиле или направил грешка ветеринарското друштво или кланиците, тој ги го тие стошари од тоа живеат. За едно 5 јагне да ги изгубат субвенциите, тоа е гереото. Мора да најдат некој начин да им излагат на сусрет. Прашање до двајцата. Во разговори, во прилози, во репортажи со сточарите,
Тие и прстот го вперуваат во кланиците затоа што како што велат, тие прават монопол и некогаш највеќе тие како што велат ја диктираат цената. Дали можеби треба државата да дозволи да има повеќе кланици во државата, со тоа според нив ќе се регулира цената, или пак кој е вашето мислење? Ние сме имале 13 до 15 кланици регистрирани. За жал сега имаме само 2-3 извозници што имат лиценца за да Подобре да има повеќе кланици, зошто ги нема? Подобре е, зашто, како ќе преживеат тие ако нема овци? Што зборевме ми, од 2 милиона сме паднале на 200.000. Тоа е. И на состанокот им реков на кланичарите, дај помогнете овој пат, пошто навистина сточарите се умака. Дај покренете малце повише цената, да добиете и ви помалце овој пат, да им излагаме на сусрет. Колку повеќе сточари, толку подобри за нив, така? Но не се кривите, ја ги разбирам. Јас сам сум бил во Италија, сум тражил за да продавам сам јагнина. Не е голема јагнина. Еве сега моментално во Италија земат по 8 евра и 70 центи. Така. И кога ги броеш математиката тука немат многу економијата профит. таму и вамо, Немат многу профит. Затоа и пред малце реков, тука државата треба да им излага на сусрет. Мора да им исплата бером 1000 денара за колено јагно кланица. Ако сака да ги спасат, ако не. Така. Има ли кој да ги чува овците? Тие малку кои што стана во Македонија, меѓутоа и како што знаеме низ годините нема ни овчари. Нема овчари. Како вие се снаоѓате со вашето стопанство? Сами ние, Така? семејството, така е. Ја често Предпоставувам онака 16 часа работно време ми. Така, 16 сати работно време и имам среќа да речам, што немам многу среќа друго во живот, меѓутоа среќа што имам родители какви што имам и што имам брат каков што имам, што сите сме, да речам, сплотени, едногласни, тоа ќе работиме вака. Така да, реално прв предлог беше на татко ми да почнеме со одгледување на овци, сите го поддржавме, сите се вклучивме во таа работа. Меѓутоа, ако размислам, они ако не можат, не можеме ни јас, ни брат ми без нив реално. Од друга страна, ако погледнеме, нели како што спомнавме пред малку, имаме потенцијал, ресурси во нашата држава да зголемиме бројка, имало некогаш многу, може да има исто така многу. Сега имаме напредна техника и технологија, така да и начинот на одгледување на овци некогаш и сега не е ист. Има работи со кои што многу може да се олесни преку технологијата, значи самото одгледување и да идеме према зголемување на бројките. Меѓутоа, пак се враќаме на исто, колку имаме реален профит од самото тоа. Зошто не може да се најде овчари? Никој не сака да работи, мала плата. Што е причината? Па има многу причини. Кои се? Еве, да речеме, сточарите немат услови за да иде некој да работи како што треба. Ние бевме у Хрватска, сме биле у студиска тура. Така, споредба тако е. Многу далеко од нас се. Ги гледаш, све се модернизирани. Како ние ќе го направим да го модернизираме тој објект, кога не се легализирани? Со години бараме да се легализира, Значи, бирократијата да донесат проблем закон како за и во многу. легализација на штали. Ние огромни проблеми имаме. Затоа не одиме напред. Како ќе оди тој млад? Тој младиот треба да има интернет, треба да му биде чисто, да му биде средно, да му биде инфраструктура немам. Дури и во западноевропските земји се моторизирани, да речеме така, сточарите. Има многу од другите. тука што идат надвор работат, истата работа ја работат. Така. Тој е едниот проблем што едноставно не можете да го осовремените вашиот објект. Не се помали платите тука. Тука се, како у странство. Колку е платеве за еден овчар? Па има од 600 до 1600. Зависи. Зависи што работа прави. Што е проблемот што едноставно не можете да им обезбедите услови на овчарите за нормално, модерно
работење токму поради тие бирократски причини. Каде е таа бирократија, каде е тој проблем, ако може да Проблемот е пошто не е регулиран со закон како прво. Еден сточар не може да аплицира на ИПАРД. Не може да аплицира за трактор. Како ќе тие се големи инвестиции што не можат сами да ги направат со едно стадо овци. Мали приходи имат. Треба да има закон за легализација на штали. Треба да има закон за пасишта. Значи нема ниту закон. Нема Така. закон. Тоа е проблем. Инфраструктура нема. Каква е соработката со државни пасишта? Затоа што практично вашите овци на нивна територија така се одгледуваат, се чуваат. Па ние за тоа што го искористиме, плаќаме. И тоа 2 пати годишно. Еве, на пример, ја плаќам и у Шараково, носам и у Штип. Значи, мора да платиш 2 пати. Да. А ништо према нас не прави. Порано само еден континер ми ја донесат. Сега нема ни водопоилки, ни овие соларни панели. Има многу сточари што немат струја. Така. Тоа се вика инфраструктура. Да. Да. Мора да се надоврзам со еден пример што спомена, имаме наши кои што работат во Франција, баш се сретнавме на една фарма каде што има наш македонец, работи таму и баш од тие причини, добри услови за работа, а плата зема 1200 евра и таму. Какви се тие услови? Тука исто би можел да ја зема таа плата, нели? Меѓутоа, подобри услови за работа, обезбедено со технолошки ресурси, се така да. Тоа е дефинитивно жалниот момент кај нашето сточарство. Насер, би те прашал едно прашање, колку вечини сточарење во текот на целата година? За овие грла на овци кои што кажавте дека ги имате 2000. Имате ли некоја бројка, некоја Па нема бројка, реално да. многу. Треба да купуваш храна. Ние не можеме да го купуваме на време, пошто на тој период можда немаш пари. Кога ти пуштат субвенциите, тоа ќе се поскапи. И тука губиш. На другата страна исто. Реално секој ден сме у ризик за да намалиме стадо, за да. И што ви помага да испливате на површина? Дали може би продажбата на сирењето во зимскиот и во летниот период? По продажбата на производството на сирење е некој период. И така. тоа брзо се троши. Исплата на субвенции на време. Значи тоа е пак како Да донесат овие закони што ги спомнав порано. Закон за пасишта, легализација на штали, да имат право сточарите да аплицираат на ИПАРДи. Сите знаеме да аплицираме, ме разбираш? Да. Но немаме елементарни услови за да аплицираме. За да основа некој мандра да легализира, што задолжително е да го направи тоа, не може. Им бара имотен лист, им бара подолгорочен договор со пасишта. Не ти прифата испод 10 години, 7 години, не знам колку е точно. Да. Прашање за вас двајцата, ако се навратиме на првото прашање дека практично сточарството умира пред нашите очи, ако нели имаме таква слика која што никој не ја посакува, кој ќе изгуби, сточарите или пак можеби државата? Не може би, сигурно Сигурно. 100% Така? држава губите. Да. Ние ќе се снајдеме, ќе си најдеме друга Може би ќе работа. се Така го спасиме. постави прашањето затоа што очекува ваков одговор. Реакција, баш така е, да. нормално. Види, ние плаќаме придонеси, плаќаме, кај мене има 25 вработени. И имаше 30. Сега помалце од 20 се, ме разбираш? Тие се придонеси, кај у државата има. Плаќаме пашарина, плаќаме све, даноци. Нормално е тоа дека држава губи. И другиот момент е оно што на почеток го споменав, приливот на девизи кој што е, нели, у овој момент можеби е не многу значаен на платниот биланс со оваа бројка на овци што имаме. Меѓутоа, ја исто на неколку состаноци апелирав нека направи некоја анализа
кој девизен прилив би имале со која бројка, значи на овци, зашто извезуваме јагнешко месо, имаме прилив на девизи, а може да биде тоа пут по 4, по 5 пати, значи зголемен прилив на девизи, што е од една исклучителна важност за една економија. Да. Овие емисии, нели, новинарите, медиумите, нашата телевизиска куќа ги прави се со цел вашиот глас, гласот на сточарите, меѓутоа и на другите гранки да допре до институциите. Дали допире или колку институциите имаат слух после ваквите разговори, реакции, протести и слично, да ве повика во канцелариите и да разговарате во врска со овој проблем и нормално да понудат решение? Каква е праксата изминативе години? Види, реално, за жал, тука у држава без медиуми ништо не се прави. Затоа сме тука, така? И ви благодарам и на вас што секогаш кога сме ве поканили сте биле присутни. Така функционира сега. Без притисок ништо нема. Дали некогаш можеби сте рекле доста е веќе ве се откажувам? Многу често. Така? Многу често ти доаѓа преку глава, бидејќи реално овчарството е мачна и тешка работа. И сами кажавте 16 сати, да, има моменти во летниот период, посебно кога нели се обезбедува и храна, значи имаш и по 16 и по 17 сати работа. Постојано си активен, пак излезат некои проблеми, па јагнење, значи грижа за тие јагнења. Постојана работа и ти доаѓа преку глава, да, многу често. Така да сега мора да се надоврзам и на моментот тоа ни доаѓа преку глава и се откажуваме. Нагласив пред малку дека голем број од овчарите више се на рап од откажување, посебно со она задоцнување на субвенции, посебно со оној дел кај што голем број од овчарите, значи, остана без субвенции поради едно или две јагниња кои што им недостасуваат во бројка и исполнување на условот со процентуално продадено во кланица. Така да у овој момент, кажав и на еден од состаноците со министерот, дека следните 4 до 5 години, ако не се превземаат интензивни мерки и поддршка на овчарите со навремена исплата на субвенции, со решавање на проблемите со кои што се соочуваме, да се работи интензивно, ја не верувам дека од оваа бројка што моментално ја има, дека ќе останат и 30%. Вие, господин Насер? Па исто така, тоа го поддржам Милена, пошто више сме на крај. Ако уште овој пат нема внимание кај нас, више отиде. И лошо е, пошто тие што ги заминуваат и више не се враќаат. Да, меѓутоа... Затоа ни се празни селата, затоа планините ни се пошумуваат заради намалување на бројот на овци. Тоа беше и моето следно прашање. Што доколку вашите стопанства исчезнат, не постојат? Што е со селата? Што е со шарпланинските села, ако знаеме дека можеби тоа е единствената гранка која што нели решавате вие, меѓутоа и другите сточари да живеете во тие села, Вејце, Селце, Лавце, другите? Само да излагаш у попова шапка и тие планините ги знаеш, сигурно си бил. Ова фарма што ја имам ја на времето имал 38.000 овци. Да. Сега има 3.000 овци. Од тогаш има слики што ги објавуваат. Немал дрва, немал смрека. Сега тоа све се пошумува. Нема кој да паси, така. Заради тоа има секој ден има пожари големи, огромни. Свег да одржават. Тука е. Имаме и ризици, да немаме овци, имаме и други ризици од природата. Така. Има ли некаква надеж иднина за сточарите или ова можеби е некоја посебна битка која што ја правите преку притисок, преку протести? Дали можеби ве некојаш размислувате доколку не најдат вашите реакции на слух од институциите, можеби ќе организирате некои помасовни протести како нели со грчките фармери, примерот затоа што како што кажа на почеток, само притисокот е решение. Реално Милена кога излагавме на прести стана како грчкиот сценар. Да, навистина више ни е крај. Не може, нема трпение виште
сточарите. Имаме една група на веб што функционираме. Секој ден прашувате каде е, што е, што биде со субвенции, кога ќе се исплати. Ние ќе чекаме уште ова недела. Мислам дека од понеделник ќе управниот одбор на Сојузот ќе држи состанок и ќе решиме што понатаму. Мора да се испадне еднаш на улица. Да ги блокираме некои патишта со трактори, со ако има потреба и овците ќе ги донесеме. Па на крај и ќе ги пуштиме низ градот. Не ни треба више. Што ќе им правиме? Ти и да сакаш да ги продаваш тука, не ги купува. Што таа сака работна сила, да сака треба да ги Секој сточар се соочува со треба истиот проблем како и вие. чува така, некој. Ако не ни ги решат овие субвенциите да бидат на нула и да тргнеме напред, више капут. Да. Вие јавно го кажувате, нели, вашиот став, вашиот глас, меѓутоа ве рековте имате Вибер група. Колку сметате дека сите сточари ќе дадат поддршка на овој проблем кој што нормално ги засега и сите нив? Затоа што знаете дека со протести, со маршеви, ајде на народ ми име преку глава, да кажеме, и веќе и демотивирани се да излегуваат на улица. Меѓутоа, најверојатно на земјоделците немаат демотивација да им биде затоа што, нели, како што кажете на почеток, преку глава им од се. Ние секој ден имаме проблем. Секој ден, нели, немаме пари за да ги исплатиме работниците. Немаме пари за да купуваме храна за тие стада. Преку глава ни е више. Не може да трпе ни еден стошар више. Више нема да ги гледат и политичките партии, пошто секој спаѓа на некоја политичка. Тие ги оставаме на страна. И имаме мака. Тие сточари хранат фамилија, деца растат со тие овци. И сега да се изигра на овој начин, навистина е гробот. Жално е. И мислам дека сите заедно ќе го поддржиме таа иницијатива, ако нема исплата на субвенции. Немаме, до зидот сме више, ме разбираш? Така, при крај сме со емисијата, што би им порачале на оние што седат во канцеларија и што ја гледаат ова емисија во живо, па потоа можеби на социјалните мрежи? Па еве, целиот наш разговор беше буквално препорачување што треба да направат за да нели обстанеме и да биде добро и за државата, и за нас, и треба да не послушаат со тие наши предлози за да обстанеме и за да успееме. Дефинитивно се знае точно чекорите кои се за да можеме да обстанеме. Се е кажано. Така, господин Насер? Ја би порачал да дојдат бером една недела да ги сменат местите стошарите, да видат како е и после ќе имат внимание повише. Така. Вие освен со овчарско стопанство се занимавате биофарма 1 мај, има и со коњи кои што да речеме начин промоција на туризмот и тоа е доста за поздрав. Реално ни едната ни другата не можете да бидат мора да бидат заедно. Заедно, така. Да. Јас фала Богу тоа што имав таа идеја да го развием туризмот. Сега и тоа ме држи малце на летниот период кога нема субвенции, нема од каде. Преживеем од туризмот, да. И се развие многу убаво. Како оди процесот да ни го објасните? Имаме многу капацитети, многу ресурси. Но само малце треба да не поддржи држава. Не да ни прави кој знае што, да донесат законите што треба. И тоа е. Ако сакаме да напредуваме. Согласно закон да одите и субвенциите и она што барате, така. Ништо друго. Ако утре добиете навремена поддршка, дали планирате можеби да го проширите производството? Нормално. Така. Нормално. Нас се тоа не кочи. Се идеме у минус ми ако немаме исплата на време. Што се покачува храната, се покачува све, стандардот, све. Субвенциите се тие. Така. Господја Величковиќ, нешто за на крај? Некој апел за на крај на емисијата? Тоа е да не послушаат она што бараме, тоа што не следува, да добиеме и да сплотено, со визија, со желба за работа, ја оствариме визијата на Сојузот, тоа е да зголемиме бројката на овци во нашата држава.
и да се вратиме на селата, се потекнува од селата. Може би ќе ни треба еднаш годишно адвокат, може би ќе ни треба еднаш месечно лекар, меѓутоа земјоделецот ни треба 3 пати дневно. Се храниме од Тоа е селата, основата, практично, тоа е да. основата, значи храната е од таму. Така. Насер? Тоа, исто да ја Милена што ја рече, не можеш да речеш нешто друго, пошто го комплетираше Така, целосната порака, да. Да, пораката, да имат внимание повише и да бидат посериозни во креирањето на политиките према земјоделството. Така. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека овие пораки кои што ги упативте еве директно до институциите ќе најдат на слух и еве за скоро ќе се исплатат тие субвенции кои што ви ги должи државата, со тоа нели ќе чекорите напред кон ова успешна приказна која што вие ја започнавте и секако вие кои што ја наследивте на Шарпланинскиот масив. Така. Благодарим. Благодарам. Тоа беше разговорот со представници на сточарските стопанства. Сега следува кратка пауза, па потоа продолжуваме со други теми во Студио 10.